Добро утро, почитувани гледачи. Добро ни дојдовте и во ова новоденешно издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за превенција на кардиоваскуларните заболувања, односно превенција на ризик факторите кои што доведуваат до кардиоваскуларни заболувања. На оваа тема разговараме со асистент доктор Душан Петковски, субспецијалист кардиолог од одделот за интензивна нега на Универзитетската клиника за кардиологија. Добро утро, доктор Душан, и добре ни дојдовте. Мило ми е што имаме можност повторно да бидам ваш гостин, да поразговараме малце околу оваа тема која што за жал се поактуелна нели во нашава средина, како една средина каде што имаме зголемен кардиоваскуларен ризик и пациенти. Така да, информираноста, едуцираноста, постојаното зборување, сето тоа ќе допре до нас, до популацијата и веројатно ќе биде добар мотив кога ќе слушнеме дека ако влијаеме и ги превенираме ризик факторите, можеме во многу голем процент да го намалиме ризикот од кардиоваскуларните заболувања. Секако, значи самата едукација на пациентите е она кое што во последно време се повеќе се зборува и на оние стручни состаноци, каде што не само прескрипција на лекови и она секундарна, значи веќе превенција која ги лечиме состојбите, туку малце се повеќе да влијаеме на превенцијата, на едукација на пациентите, за да може и самите да дадат придонес во своето лекување и во превенцијата, за да не дојде до болеста која што е лекувана. Така. Во ова денешно брзо темпо на живење, темите за заштита и грижа за срцето или кардиоваскуларното здравје добиваат на се поголемо значење. За жал, се уште се на неславно прво место по смртност во светот. Да. Мораме нешто да преземаме. За жал, кардиоваскуларните заболувања се уште на светско ниво го држат првото место, бидејќи тоа се болести кои што фаќаат целокупната популација. Атеросклерозата, за која што зборуваме као позадина во овие состојби, е всушност процес кој што ги опфаќа сите луѓе. Значи нема некој што е изземен за да биде заштитен да не настане таква состојба. Ризик факторите и начинот на живот се тие кои што допринесува да тоа биде поизразено или помалку, зависно од секој индивидуа. Така, ќе погледнеме блок реклами, а ќе ги поканаме и гледачите, можат да прашаат за кој било проблем кој што во моментов го имаат со своето здравје, со кардиоваскуларното, со срцето, а ние акцентот и фокусот ќе го ставиме на ризик факторите. Останете со нас, продолжуваме со веднаш по рекламите, но јавете се, поставете прашање за да добиете совети и препорака за проблемот кој што го имате. Со асистент доктор Душан Петковски, субспецијалист кардиолог од одделот за интензивна нега на Универзитетската клиника за кардиологија, зборуваме за превенција на ризик факторите за кардиоваскуларност заболувања. Веднаш да го вклучиме и првиот гледач пред да почнеме и да ги објаснуваме сите овие работи кои што се во фокусот на нашата денешна тема. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро за докторот и за вас. Ви благодариме. Значи, моето прашање е: јас сум жена на 71 годишна возраст. Долги години примам кардиолошка терапија. Ангина пекторис ми беше диагнозата. Но пред 3,5 месеци, чувствував, така по долг период, да речем од месец дена, неправилно работење на срцево, теки ми зачука појако, така, некако нелагодно, се отидов кај мојата кардиолог матична. Ми предложи 24 часове на холтер за срце, го носев и со наодот потврди дека е аритмија. Јас прашав што е тоа, докторке, таа ми рече неправилно ви работи срцето. Претходно пие со години Алдизем, ми го замени за Блоксан, половина таблетка наутро и половина навечер, но бидејќи пулсот ми се симнуваше до 50 од куцај, рече навечер ќе пиеш по четврт. Ми убаци Ксарелто, јас претходно пиев долги години аспирин стотка, но многу мудрици ми извегуваа по телово и го замени аспиринот за Ксарелто. Лориста пием 2 пати по 1 од 50, се додека да се стабилизира крвниот притисок, и ропоидо за маснотиите. Прашањето ми е
дали пошто јас и покрај ова терапија што 3 месеци веќе ја пијам, повторно чувствувам аритмија во денот по неколку пати, дали ми треба дополнителни исследувања. Нешто исследување. Благодарам за Така. одговорот и убав ден. Ви благодариме и вам за јавувањето. Значи, Убаво и детално да. објасни гледачката се што пациентката прима. е добро запознаена со терапијата која што зема. Во случајов се работи за аритмија, најверојатно се работи за атриална фибрилација која што се јавува во, така ги викаме, пароксизми. Значи се јавува, кратко трае и се враќа ритмот во нормала. Терапијата е коректна, доколку нели се работи за атриална фибрилација, но останува моментот што треба да видиме ние за каков вид на аритмија се работи, доколку е тоа атриална фибрилација. Во делот на терапија има простор, значи, да се додадат антиаритмици, но треба да се види состојбата на структурата на самото срце, значи ехо, кардиографија, да се видат некои параметри кои што нас ни се важни како кардиолози, за да можеме ние да одредиме точна терапија која што би можела да ја регулира оваа аритмија за да не се јавува и секако, значи, во Универзитетската клиника за кардиологија работи оделот за електрофизиологија, каде што веќе имаме и напредни инвазивни методи за решавање на овие аритми. Така да пациентката би требало да се обрати кај некој од нашите кардиолози, по можности во оделот за електрофизиологија, односно аритмологскиот одел, за да понатаму се одреди точната терапија и да се видат сите можности за лекување. Така, поминале веќе долги години од како првично нели си било дијагностицирано, но со таа Да, редовна но терапија веројатно под проблемот контрола е се што- одржувало. Сега што нешто се ново се јавува појавило. аритмијата, се повлекува, како оди возраста, тоа може да биде и почесто, непријатно е чувството, непријатно е, може да биде, значи, проследено доколку е брз пулсот со синкопи, вртоглавици, нелагодност, паѓање на притисок или зголемување, така да пожелно да се јави секако во клиника каде што сепак нели има лица кои што се субспецијалисти во областа и секако било кој од нас кардиолози на клиника можеме да излеземе во пресрет. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Јас се јавувам само да искрено да му се заблагодарам на докторот, покрај тоа што е стручен и се многу е пристапен до пациентите, знае убаво да ви објасни со кој проблем се соочуваме и да ни даде соодветна терапија. И секогаш излегува во пресрет да не сослуша и да ни даде совет за нашето здравје. Поздрав од негова пациентка, Дончевска, се најубаво, благодарам. Ви благодариме за јавувањето, убавите зборови кои што ги опативте на пациентите. Доктор Душан, само останува оние препораки кои што ги давате да ги применуваат, така, за да ја одржуваат добра. Да, се заблагодарувам на пациентката, значи пред се нашата цел е тоа. Значи, освен припишување на терапија, да можеме да ги запознаеме пациенти. Денеска еве одлучивме да разговараме за темата за кардиоваскуларните ризици, бидејќи Македонија како земја на мапата на Европското здружение за кардиологија е ставена како земја со многу висок кардиоваскуларен ризик. Тука, значи, влегуваат параметрите смртност, морбидност, односно колку од населението спаѓа во групата, колку е на годишно ниво стапката на кардиоваскуларни заболувања и секако летален исход од истиве. И како земја ние сме ставени во групата во највисок ризик. Тоа значи дека превенцијата од кардиоваскуларните заболувања, ставање под контрола на овие ризик фактори е многу важно за да можеме ние како цела популација да ја заштитиме. Во позадина, значи, врти еден слайд каде што ние всушност имаме алатки со кои што се водиме во лекувањето на пациентите. Не ретко ќе дојде пациент и на помлада возраст кој што има покачен крвен притисок, ќе разговараме за проблемот, ќе дадеме насоки, секогаш, значи, во пракса, односно самата препорака за лекување на пациентите сега оди со моментот да го активираме самиот пациент, да му дадеме простор да смени во своите навики, во своите секојдневни активности, да даде придонес за да може да ги регулира овие состојби. Ние кога зборуваме за ризик фактори имаме модифицирачки и немодифицирачки. Немодифицирачки се полот, возраста, генетските предиспозиции, каде што имаме фамилиарна оптеретеност со хиперлипидемија, со хипертензија, така да тие се состојби кои што не можеме да ги смениме, за разлика од другите, каде што спаѓаат
пушењето, обезноста, нивото на холестерол, шекерот, односно диабетот, како една од главните причини и главниот фактор за развој на кардиоваскуларни заболувања. Исто така можеме многу да ги модифицираме, да влијаеме на истите и да допринесеме да пациентите и самите дадат придонес за да можеме сите овие фактори да ги намалиме на минимално ниво, за да го намалиме ризикот. Значи имаме алатки кои што ни даваат една приказ, еден практичен приказ, за да можеме и поедноставно и на пациентот да му објасниме што значи тоа. Неретко ние кога одредуваме терапија, пациентите добро ќе бидат свесни за моментот, ќе почнат со терапија, ќе поминат 2-3 месеци, мислат дека готово, неретко тие сега имаме малку подобро се почувствувале, така, и мислат дека... Проблемот е што кај кардиоваскуларните заболувања не зборуваме за настинка, не зборуваме за пневмонија, каде што ординираме антибиотик кој што ќе делува 5, 7 или 10 дена. Зборуваме за состојби каде што всушност самиот организам, метаболизмот е во таква состојба каде што имаме зголемен ризик. Со лековите ги модифицираме факторите и даваме предикција за 10 годишен период колку е можноста за развој на кардиоваскуларни заболувања. Значи, кај кардиоваскуларните заболувања ние имаме состојба каде што пациентот не ја чувствува. Пациентот доаѓа со лаборатории уназад правени на 3 месеци, на 6 месеци, пациент кој што е загрижен за своето здравје и секогаш добива одговор дека сите резултати се во ред. Кога ќе земеме ретроградно резултатите, ќе видиме дека пациентот има состојба каде што има многу зголемен холестерол. Но возраста е, да речеме, 40-45 години, се зема во обзир, добро, вие сте млад, нема проблем, овие се вредности кои што... во границите, некако така? Во границите, кои што се граници некогаш и многу широки, со многу вариабилни вредности, и ние доаѓаме во состојба каде што го изложуваме самиот пациент на тој ризик, дозволуваме состојбата да трае и на крај загубата од кардиоваскуларните болести може да биде многу трагична. Значи, имаме пациент кој што е физички активен, кој што се грижи за своето здравје и одеднаш се случил таков, нели? Добива инфаркт. Сериозен. Значи, добива акутен миокарден инфаркт, кој што во моментот го загрозува животот или може да остави трајни последици. Така. Тоа е разликата, значи кај кардиоваскуларните заболувања, тие ризик фактори и причини кои што водат до напредување на самата состојба, всушност пациентот може да не ги чувствува. Да. И во поглед на симптоматологијата, така велиме, не дава некакви очигледни симптоми секогаш, меѓутоа мора да има некои знаци кои што нешто ќе ни укажат или ќе ни алармираат дека треба да направиме преглед. Во позадина на кардиоваскуларните заболувања е таа атеросклероза. Тоа е еден системски процес во самиот организам каде што крвните садови прават наслаги на холестерол, значи атеросклеротични плаки, кои што всушност се еден инфламаторен процес. Пациентите кои што се со хронични инфламаторни заболувања, пациентите кои што се со ревматски заболувања, и како се поизложени на тој процес. Затоа ние сега имаме, значи, искуството во овие последниве години со ковид, со различни вируси, со различни пневмонии, имаме изголемен број на пациенти со кардиоваскуларни заболувања. Затоа што тој атеросклеротичен процес при секоја инфламација всушност се потенцира. Таа состојба се забрзува самиот процес, значи се катализира во тие процеси на инфламација и ние доаѓаме побрзо напредување на самата состојба. Има многу студии кои што всушност покажуваат дека лековите антилипемици кои што ги даваме за намалување на вредноста на холестерол всушност делуваат и антиинфламаторно. Значи со тоа што ние го намалуваме нивото на холестерол, оној лошиот LDL холестерол, кој што не е многу важен, бидејќи докажано дека тој има најголем процент на учество во тие процеси, ние со намалување всушност ја намалуваме таа инфламаторна состојба и тие атеросклеротични... Тоа воспаление, така кое тоа што... Тоа е воспаление кое што е на местото на крвните садови и сега имаме состојба каде што страдаат најмалите крвни садови. Крвните садови во срцето кое што ние кога спиеме не го одмараме срцето, го одмараме пулсот, како кај пациентката што кажа дека паѓа до 50 од куцај, но всушност срцето работи 24 часа. Ние 24 часа треба да обезбедиме крвото кој што го задоволува потребите. Нели, она познатата ангина пекторис, всушност е состојба каде што со запушување на крвниот сад, со напредување на таа плака се стеснува самиот лумен на крвниот сад
и кога има потреба од поголема прокрвеност, повеќе кислород на срцето при физичка активност, при било каква активност, всушност срцето не добива доволно крв и тоа е тој симптом или знак кој што пациентите првиот кој што го чувствуваат. Аха, како градна болка, така Градна како... болка значи нели тоа еве пластично да го објасниме како оној грч кој што се јавува на ногата, каде што мускулот се грчи, имаме болка, всушност истото се случува на срцето. Не добива доволно кислород, влегува во една состојба на грч, се јавува болката, ќе поминат неколку минути, болката ќе попушти. Како ние ќе се одмориме, има состојба каде што и таа болка не попушта. Може да трае подолго време и тоа е моментот кога всушност се јавуваат кај нас. И има ли значење дали кога при физички напор, движење, качување по скали или пак едноставно и во мирување се чувствуваат такви симптоми? Самата ангина пекторис стручно, односно практично поделена на стабилна и нестабилна, каде што стабилна е таа која што се јавува во физички напор, нестабилна е она која што се јавува и во мирување, независно од напор, и е на некој начин типична болка. Пациентот кога ќе дојде ќе каже не ме боли рамово, не ме боли друго, ме боли срцето. Чувствувам внатре, имам едно стегање, кое што со земање на оној нитроглицерин, кој што е еден доста стар лек и доста познат на пациентите, ставање под јазик, болката се смирува. И во тие моменти колку повеќе свесен пациентот да се обрати на матичниот лекар, па понатаму да се прават испитувања, доаѓаме во состојба да го фатиме моментот каде што можеме нели да реагираме на време и да не дозволиме да дојде до сериозно повреда на срцето, односно да дојде до инфаркт. Така. Да ги слушнеме и следните јавувања и гледачи. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Пациентка на докторот. Сакам да се заблагодарам многу на докторот, бидејќи ми го спаси животот. Таков доктор мислам дека нема никаде, а инаку добриот негов збор, неговиот пристап, мислим дека лечи се, повеќе од лек. Так, инаку, онака за проблеми, јас сум, мислим, исто така срчен болесник, меѓутоа ќе дојдам за конкретни проблеми што ги имам и ќе се консултирам со него. Так. Сега сакам од срце да му се заблагодарам. Те ви благодариме за јавувањето и за убавите зборови кои што ги упативте до доктор Душан. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро и за вас. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до добриот доктор, поздрав, ама сакам добри доктори и му се восхитувам ако што ми е толку добар, значи ми требаат такви луѓе на нас, многу пациентите, затоа што и добриот збор пола елек што се вика така, добриот пристап и подобар. И сега, докторе, сакам да ве прашам нешто, јас имам 70 години и едно 20 години пијам ЕНАП 20 мг, 10 сабајле и 10 навечер. И така, летно време ми е добро, зимно време ми се качува притисокот, па некогаш пијам тоа хидроклоротид како се вика, па некогаш не, и така го поминував животот. Сега последниве година-две, од прилика, уствари оваа година сега ми се случува, значи зимно време ми беше покачен, нели? Оваа зима мене ми паѓа многу притисокот, докторе, значи знае сабајле да ми падне 80 со 60 или 70 со 50, така некако се чувствувам неубаво, некаде до 10 часот, пошто станувам во 6. До 10 ми е неубаво, ич не ми е добро, значи со таков притисок. После веќе се качува на 115 и јас на своја рака, без да се консултирам со доктор, зашто до кардиолог не се стасува, интернистите па не ме ни слушаат, јас на своја рака го ја намалив дозата од 5 мг од 20 на 10, значи 5 сабајле и 5 навечер. Така, а и овие дози или лекот нели кој што го пиете за крвен притисок мора да е препишан од матичниот лекар, така? Да, ама јас сега од 5 мг сама си ја делам половинката и пијам и гледам сега. И покрај што пијам 5 сабајле и 5 навечер, значи мене пак сабајле ми е 90, да речеме. Не ми е добро, сакам да кажам, нека е тоа 90, него не ми е добро. Мене ми е добро кога ми е 120, да речеме. Так. Сега, докторе, уште едно прашање по тоа. Ајде, само пократко ќе ве замолам. Ако бидам жива и здрава до летоска, ме интересира, у лето ја намалувам па на 7,5 мг. И дури тогаш ми паѓа, дали јас правам нешто грешки со тоа, дали треба да ја намалам
Так. Или еднаш на брза помош па ми рекоа немој иш да останеш без терапија, може да ти се сложи. Значи толку таа варијација на притисок, толку уште мало вареда. Так. Во ред, доволно беше сето ова, ви благодарам за јавувањето. Нека биде пример преку гледачката која што се јави во поглед на менаџирање со терапијата. Така, во делот на ризик фактори кои што се модифицирачки, каде што можеме ние да влијаеме и самиот пациент да влијае, всушност спаѓа и притисокот. Вредноста на притисок 2024 излегува последните препораки, каде што имавме претходно зацртана една граница од 140 со 90, која што доколку нели ја преминуваме, пациенти влегуваат во групата на пациенти со хипертензија. Сега таа граница е спуштена малку подолу. Имаме за нормална вредност се смета 120 со 70. Веќе качувањето 130 со 80 и нагоре е состојба каде што може нели да влијае на самите крвни садови. Тоа се збирни податоци од студии, од искуствата кои што се на тие големи центри, исто како кај пациенткава. Кога зборуваме за лекување на хипертензија, зборуваме за лекување, односно за регулирање на притисокот. Ние притисокот не го лекуваме. Значи, ние имаме покачен крвен притисок, имаме нормален крвен притисок. Кога е покачен крвниот притисок, би требало да дадеме терапија затоа што тој влијае на крвните садови. Се модифицираат крвните садови, доаѓа до повреда на ендотелот на крвните садови и сето тоа допринесува за забрзување на процесот на атеросклероза. Самите крвни садови, големите, имаат мускулен слој во нивната градба, со зголемување на притисокот се задебелува тој слој. И ние доаѓаме во состојба каде што веќе задебелениот мускулен слој не дозволува така лесно да се регулира притисокот. И ние веќе доаѓаме во состојба каде што имаме малигна хипертензија која што не реагира и на 2, 3, 4 лекови. Кај пациенткава имаме состојба каде што дошло до намалување на притисокот. Секако дека нискиот притисок и тој не е оној што ние посакуваме да биде колку може понизок. Самите органи побаруваат да има одредено ниво на притисок над 90 со 60, односно да биде 100 со 70, 110, 70, за да имаме добра перфузија. Кога немаме добра циркулација во мозокот, кога немаме добра циркулација во бубрезите, веќе настануваат дополнителни проблеми. Затоа терапијата за притисок треба секако да се редуцира, треба да се консултира со лекарот и доколку и нема потреба, пациентката не мора да ја зема самата терапија, бидејќи ние ја даваме терапијата за регулирање на притисокот. Пациентката спомена е 71 година. Ние таму имаме други ризик фактори кои што делуваат на крвните садови. Имаме колку е вредноста на холестеролот. Пациентката секако е свесна, сака да се грижи за своето здравје. Ние треба да ги сумираме сите фактори. Може би пациентката нема потреба терапија за притисок, но секако треба да не го испуштиме моментот за регулирање на нивото на холестерол. Треба да видиме колку е вредноста на холестеролот. Таа пациентка која што имала долго време притисок, може би еве со возраста, со едноставно попуштање на тој мускулен слој на крвните садови, стануваат поеластични, атрофира на некој начин таа мускулатура и може би да дојде и со лекување на самиот притисок, да крвните садови се во една добра кондиција и притисокот едноставно се намалува. Помалце се движи пациентката, има помалце физичка активност, помало оптоварување, не значи тоа дека е проблем, може би всушност крвните садови се доста здрави. Има една изрека која што се користи нели кај нас во медицината, вели пациентот е стар толку колку што се стари крвните садови. Да. Така да возраста е само една бројка, а квалитетот на крвните садови е тој кој што всушност ние нели го следиме и одредуваме која терапија би одела. Так. Треба да се намали терапијата за да не дојде до дополнителен проблем, синкопа, може да колабира пациентката од низок притисок, да дојде до повреда, возрастна пациентка да дојде до фрактура на колк, да се повреди. Затоа не секогаш мораме да ја форсираме ние терапијата. Ние всушност не ја даваме. Ама мора да се направи еден убав детален преглед, така? Секако, значи да се земат со земат малку поголема упорност и од страна на практичните лекари за да се најде термин на секако подобро е притисокот да биде 120 со 80, отколку да биде низок па да направи проблем. Може и да ја прекине терапијата или да оди со некоја минимална доза, па после тоа да се направи консултација да се одреди. Ама не на своја рака, така според она како во моментот ќе процениме дека се чувствуваме, па ќе зголемиме или ќе намалиме. Во последно време тоа е моментот на едукација на пациентот. Тој треба да знае која терапија може да ја намали и до кое ниво може да ја намали. Секако пациентот треба да е едуциран за терапијата. Тоа не е на своја рака. Значи ние кога имаме терапија и
таа има негативен ефект на состојбата, односно пациентот не го толерира тој притисок, јас ги советувам да можат, и точно пишувам кој лек може да го намалат, да ја редуцираат дозата, може и да се скокне лекот, бидејќи лекот не смее да предизвика дополнително проблем кај пациентот. Ама кога веќе лекарот препорачал и Апсолутно. му кажал во кои ситуации како Секако. може да делуваат. Апсолутно. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. И пред да продолжиме со разговорот, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до доктора и до вас. Новинарке, имам едно прашање до докторот, се јавам од Битола. Јас сум стентирана 22 5 и 6 октомври. Ми преписа лекарства за притисак, аспирин, клопидогрело. Клопидогрело го пие 2 години, матицата ми го запре. Охрид кардиологија ципати ми го продолжија. Тука пулмолого ми го продолжи, интернистите во Битва ми го продолжија. Го прашам докторот, дали клопидогрело да го пием, матицата ја смена в другата матица, ми препорача аспирино да го пием са бајлето, клопидогрело од 6 до 8 да ја пиен. И сега го молам докторот да кажи со поратамот, имам и тешки диагнози јас, плюс од неврохирургија, со дискус хернија, со артрит, со се. Повеќе здравствени проблеми. Да, клопидогрело, дали јас го пијам и од 6 до 8 Ви како благодариме матица. за јавувањето, еве веднаш ќе го чуете и советот и препораката. Да, Иако значи, некогаш е потребно така да се види повторно комплетно состојбата на пациентот. Клопидогрелот е лек кој што се дава кај овие пациенти кои што веќе се стентирани. Во принцип, начелно препораката е да се зема 1 година. Но сепак останува состојбата да ја процени кардиологот, најчесто оној кој што работел на процедурата и кој што е матичен кардиолог на пациентот, бидејќи состојби каде што има повеќе стентови, повеќе садова болест, некогаш може да се пролонгира тој период и на 2 и 3 години, зависно од состојбата, но начелно се пие 1 година. И прекинувањето на лекот, значи, не е погрешно, но сепак треба кардиолог кој што го води пациентот да одлучи дали терапијата може да се прекине. Во принцип до 3 години е период кој што може да се зема лекот, повеќе од тоа не би требало, а може во одредени ситуации кои што се работи за пациенти со повеќе стентови, повеќе садова болест. Пациентиве кои што се стентирани, всушност веќе таму кога зборуваме во делот на лекување, во превенција, таму веќе одиме секундарна превенција. Значи пациенти кои што се стентирани веќе докажана состојбата, не ретко имаме состојба каде што ние ќе одредиме терапијата еве за регулирање на холестеролот, ќе дадеме значи антихипертензивна терапија и првиот лек кој што се намалува или се прекинува е лекот за холестерол. Бидејќи пациентите мислат дека ете состојбата е таа, лекуван, и тоа е лек кој што најчесто доаѓаме во состојба каде што или е намалена дозата од матичниот според вредностите. Ние кога ги земаме или воопшто не го ни пијат, така сами на некоја своја прекинат рака кога не се одлучуваат оди да на прекинат. редовни контроли. Да. Значи ние терапијата која што одредуваме според некои критериуми и имаме различни вредности кај различни пациенти. Кога ги собираме сите ризик фактори, нели, како тука што спаѓаат пушењето, дали пациентот има диабет, дали има хронично бубрежно заболување, дали пациентот, возраста на пациентот и како има улога, вредноста на крвниот притисок и после кога ги сумираме сите тие ризик фактори, правиме еден профил на пациентот според кој што одредуваме колку би било саканото ниво на лошиот холестерол, ЛДЛ холестерол и вкупниот холестерол, за да видиме во една зона каде што ќе биде заштитен пациентот. За жал во Република Македонија, значи имаме состојба каде што бројот на пушачи се зголемува. Ако на светско ниво тој број е во опаѓање, кај нас ние во оние превентивни мерки секогаш варираме. Значи немаме една постојаност во таа борба и регулирање на тој дел. Имаме забрани за пушење, потоа имаме олабавени мерки, непочитување на мерките. Последните податоци кажуваат дека 45% од пациентите од жителите, популацијата во Македонија се пушачи. Значи тоа е огромен процент. Ако додадеме пасивни пушачи, значи доаѓаме до едни фрапантни бројки. Ние еве сега во одделот за интензивна нега,
значи ги примаме првите пациентите при состојби на инфаркт, на градна болка, имаме пациенти на 30 годишна возраст кои што доаѓаат со инфаркт. И тоа не е инфаркт од тромб или некоја друга состојба, туку атеросклероза која што толку напреднала да на 30 години имаме пациент кој што има крвни садови со квалитет на 70 годишен. И во позадина немаме никој во фамилија со кардиоваскуларни заболувања, немаме никој кој што има некој генетско или некакво заболување во фамилија, пациентот нема генетски мутации, најосновен ризик фактор е пушењето. Ние имаме пациенти кои што пушат 3 кутии на ден. Вие да го пресметате времето кое што му треба на пациентот да испуши 60 цигари во денот, испаѓа дека он нема ни 30 минути пауза меѓу една и друга цигара. Значи, буквално пациентот е цело време изложен на тој чат од цигари. Значи, ние тука затајуваме многу во тој дел, или имаме пациенти кои што се стентирани пред 25 години и доаѓаат се уште на контроли, кога се ставени во ред тие ризик фактори, пациентот е свесен за состојбата. Влијаеле на сите тие, така? Влијаеле и сите веќе си се тие, вратиле на нормалното секојдневие, вие си го продолжиле животниот век. 25 години функционира стентиран без да има повторен настан. Имаме пациенти кои што се стентирани пред 1-2 години и доаѓаат со повторен настан. Каде што ние, кога ќе дојде на контрола и ќе ја видите кутијата на цигари, му стои нели на познатото место до срцето. И веќе тука сваќате со каков пациент имате работа. Имате пациент кој што не му е проблем да ги зема лековите, но никако не можете да го убедите дека пушењето и некои ризик фактори и те како имаат влијание на целата состојба. Така, да. Само една минута до две имаме до самиот крај. И дебелината, покачената телесна тежина, поголемиот внес на алкохол, нередовната физичка активност, може ли во неколку збора барем и за Вчера беше денот посветен на дебелината, имавте и гостин, значи дебелината и те како влие. Самата дебелина, освен тоа што директно влие, го оневозможува движењето на пациентот, физичката активност. Ги изголемува сите оние негативни ефекти кои што влијат на кардиоваскуларното здравје. Затоа препораките сега и директно во нашите препораки за лекување имаме вклучено колку треба да биде таа физичка активност. Значи движење 40, 50, 60 минути секој ден, 5 пати неделно, ако не се 5 барем да бидат 3 пати неделно. Храната да биде во умерени количини, знаете како е кажано, не е штетно доколку е во одредена количина. Значи мора во количината и цигариве, ако не може да прекине пациентот да бидат 3 до 5, да се намали, така? Да се намали. Да. Па и постепено тоа нека биде, па можеби ќе дојде до моментот кога човек ќе се откаже. Апсолутно така, да. Така, да. Внесот на алкохолот и ред други некои фактори на ризик, на ама од нас зависи самите, така? Да, значи како ќе се грижиме за здравјето една на срцето. пијачка, значи во текот на денот, но тоа треба да биде исто како нема препорака, туку препораката е да биде тоа во минимална количина која што нема да влијае всушност на самиот организам. Така. Така да настојуваме да работиме, да не ја поместуваме возрастната граница на страдање од кардиоваскуларни заболувања кај млади луѓе. Да, значи ние таа граница, за разлика од другите европски земји, таа граница ни оди се надолу, што е фрапантно, значи ние имаме прво недостиг на млади луѓе, ни се иселуваат, тие што остануваат тука во средината во која што остануваат носи ризик, а дополнително навиките идеме се полоши сме во бројките, односно да ги подобруваме, ние одиме во полоши бројки, односно ни се зголемуваат процентите и на пушачи, на обезни пациенти и така и следствено на тоа имаме се повеќе млади пациенти кои што имаат кардиоваскуларни заболувања. Така. Ви благодарам за гостувањето. Мило ми беше чест да бидам ваш гостин. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.